Граѓаните на Пробиштип загрижени во тешка и неизвестна ситуација, што ќе се случи со рудниците. Утре основниот суд во Штип ќе одлучува за покренување стечајна постапка за рудниците Тораница и Злетово. Заврши предстечајната постапка која ја покренаа 4 доверители. Рударите со нетрпение го очекуваат утрешното судско рочиште и се надеваат на брза разрешница, како би се нашло нов инвеститор кој ќе овозможи рестартирање на работата во рудниците и секако подобри услови за работа и повисоки плати. Компанијата Индоминерали, кој е актуелен собственик на рудниците, должи огромна сума на пари за концесија, не е платен транспортот на суровините, не платена електричната енергија, вработените 3 месеци немаат земено плата, а има долги за придонеси и за бенефиции за рударите. Општина Пробишти буквално зависи од работата на рудникот, заради тоа што сите очекуваат во најбрзо време да се реши оваа состојба и рудникот повторно да проработи. Ми општината е настаната благодарение на отварањето на рудникот Злетово или сега Индоминерали и метали. Од некаде 24 септември да престана со работа рудникот Злетово, исто така и рудникот Тораница во Крива Паланка, кој што ги има истите собственици, што значително се одразува на локалната економија. Директни вработени во рудникот има нешто повеќе од 500 луѓе, меѓутоа индиректно, како што кажав и пред малку, се чувствува врз целата економија во нашата општина. Ние искрено се надеваме дека оваа ситуација ќе се реши што е можно побрзо, да се најде нов инвеститор кој што ќе биде сериозен, ќе вложи средства за нова опрема, нова технологија, отварање на нови работилишта, ќе го зголеми производството, ќе ги подобри условите за работа на рударите. Меѓутоа, овој период на вистина е многу тежок и се надевам дека ќе заврши што е можно побрзо. Што ќе се случува откако утре биде донесена одлука за стечај? Дали ќе се преструктурира компанијата, ќе одлучат доверителите кои треба да решат и дали рудниците ќе одат повторно на продажба. Друштвото за трговија Автотехна Скопје го поднесе предлогот за отворање стечајна постапка против Индоминерали и метали, а се приклучија и уште 3 други доверители на кои рудниците им должат. Рударите од двата рудника годинава 3 пати го прекинуваа производството, незадоволни од нередовноста во исплатата на платите, но и небезбедноста во рударските јами.